Полицијата ќе истражува дали нивниот службеник ги пречекорил своите овластувања при вчерашниот инцидент во кој се застрелани две малолетни момчиња од Радовиш кај градската капела во Струмица. Според првичните информации, до настанот дошло кога полицијата се обидела да го запре возилото во кое што биле момчињата, кои биле пријавени дека се обиделе да уграбат чамец во близина на браната Мантово. Малолетниците два пати ја избегнале полициската контрола и не застанале, а потоа биле пресретнати од друго полициско возило кај градската капела. Полицаецот кој што ги застрелал момчињата, првично изјавил дека бил нападнат од едно од момчињата па пукал во самоодбрана. И денеска истражните органи на полицијата и основното јавно обвинителство се на терен и прибираат докази за вчерашниот инцидент кој што се случи овде на споредниот колски пат на само 100 метри од градската капела во Струмица, каде што полицаец со службено оружје застрела двајца малолетници. Едно од момчињата има прострелна рана на градниот кош и е префрлено на Карел во Скопје, додека другото е оперирано во Струмица и се наоѓа во добра општа состојба. Он е примен во тешка општа состојба и веднаш после направените инвестигации, он е примен и оперативно е збрината повредата на градниот кош. После операцијата, односно после оперативната интервенција, пациентот е бил стабилен и во моментот е стабилен, меѓутоа се уште се наоѓа во единицата за интензивно лекување, се уште се наоѓа во тешка и сериозна општа состојба и покрај тоа што се преземат сите мерки за негова стабилизација. По наредба на надлежниот јавен обвинител, а заради обезбедување на непристрасност во постапката, во увидот се вклучени екипи од одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења при Министерството за внатрешни работи од Скопје. Полицаецот од чие оружје било пукано е задржан во полициската станица Струмица. Во текот на денот во основното јавно обвинителство на записник ќе бидат сослушани сведоци на настанот.